Благодаря. Инспиративно. Предлогот говори не само за предложениот, туку и за предлагачот. Не мора да пишува во нашиот деловник дека е задолжително предлагачот да го образложи својот предлог, за да му поверуваме, туку од етички причини треба да го стори тоа. Се повикувам на мислењето на Венецијанската комисија за избор на судии, ама и за избор на уставни судии. Основната забелешка е дека истакнат правник не значи ништо ако зад него нема долга листа на аргументи објективни. Се повикавте на биографијата. Извинете, ама јас врз основа на оваа биографија не можам да бидам убедена дека треба да гласам за кандидатката. Еве зошто. Истакнат правник значи врв во професијата кога е во прашање уставен судија. Врв. Од биографијата гледаме дека целата активност на кандидатката е врзана за општинскиот суд. Круна на професијата значи да поминете апелација, да поминете Врховен суд. Меѓутоа, овде, од ова, каде што освен работното искуство, има неколку обуки и семинари и има забелешки за учество во изработка на закони, тврдење за познавање на англиски и руски, а дури и Windows е напишано погрешно, ми создава големи дилеми. Значи, во други услови, тоа знаете како оди, преку интервју, преку специјална комисија која разговара со кандидатот. И јас затоа сум збунета. Ние денеска ништо не славиме во парламентот, па господинот Здравев да биде гостин. Не, туку тој како предлагач требаше покрај овде 5-60 страници зборуваме за уставен суд, за заштита на слободи и права, за институција која е најмалку реформирана во оваа земја, за институција која можеше, иако не е суд, да придонесе за развојот на демократијата. Оти знаете што велат? Дека синоним за Врховниот суд на САД, кога настапи и како уставен суд, е Џорџ Маршал. И за нас велат овде на Балканот река, ќе дојде ли време од некој таков случај, каков што имало во Соединетите Американски држави, Марбери версус Медисон, за да можеме ние од Уставниот суд да направиме вистинска почитувана институција. Не, партизацијата и политизацијата од него направија закотвен брод на Вардар. Нема, можеме ние да речеме дека тамо бил Еџунов, тамо бил Нетков, тамо била Мирјана Трајковска, ама овој предлог, извинете, не е за Уставен суд. Зошто мислам така? Не само заради ова сиромашно CV, туку и заради она што се случуваше годиниве во судството, а богами и господја Кацарска ни случајно стана синоним за така наречено кацарска судство и не би сакала сега да стане синоним за кацарска уставно судство, бидејќи на уставното судство му се потребни длабоки реформи. Му требаат судии со дигнитет, со интегритет, со долгогодишно искуство, судии кои се синоним само за право, не само за право, туку и за правда. Уште еден пример. Во САД велат дека
кога во Врховниот суд на САД, особено во прашањата за повредите на Уставот на САД, иако е тоа, како што знаете, еден сосема друг систем, бидејќи се цени интер партес, а не е како кај нас ерга омнес. И што е заклучокот? Кога се појавила една Сотомаер, една девојка од Бронск, која што преку Принстон станала синоним за право и правда, Соединетите Американски држави добиле вистинско судство. Во материјалов ние имаме примери како господјата Добрила Кацарска немала никакво разбирање, дури ја кршела Европската конвенција за слободата и изразувањето на мислата. Знаете што значи тоа? Па сега, да излезе слика од вас и да излезе пример на Колумбија универзитетот, каде што е објасен овој случај како случај што не треба да се повтори, мислам дека многу значи. Може би господја Кацарска 50.000 евра во еден ден во буџетот на судството внесе, ама неславно место завзеде, велам, во едно од главните гласила на, значи, кој е во делот за глобална слобода на изразување, што е официјален сајт на Колумбија универзитетот. Пораката е, немојте да го правите тоа што господја Кацарска го правела во Македонија. Оти тоа не смее да го прави ниту една судика, ниту еден суд. Ако тргнете по незиното судење, ќе наидете и на извонредните забелешки, исто така на народниот правобранител. Самиот тој вели дека во неколку случаи господја Кацарска, особено во случајот на оној чувен притвор, бесмислен, за кој што за жал судскиот совет рече дека бил случаен, ненамерен. Замислете, гаранцијата да ја поништите од 800.000 евра и да го вратите човекот во притвор. Неверојатно нешто. Од примерите што ги имам, можете колку сакате да си штракате, не можете мене да ме деконцентрирате. Јасно е дека во многу случаи господја Кацарска пристрасно се однесувала, правела професионални грешки, не ги почитувала правилата на правично судење, го повредувала судскиот процес и им се чудам на жените од левата страна. И кога е некој обвинет, и кога е некој дури осуден, мора да биде перцепиран како и третиран како човек. Замислете вие, еден ден пред породување, некој да ве влечка по судските ходници. Замислете вие, кога треба да се грижите за двомесечно бебе, некој да ве повикува на судење. Замислете без оглед, дури и да сте виновни, господи и господа. Замислете вие да го повредувате правото на одбрана, да не им дозволувате на адвокатите да треба, не може по физичките закони да бидат на две места во исто место, да не им дозволувате одбраната да ја спроведат. Замислете вие да не знаете што е пропорционалност меѓу обвинението и меѓу одбраната. Тогаш не само што не сте добар судија, вие не сте ни добар човек. Тоа зборува за ликот на господја Кацарска. Набрзо ќе стигне Абер и од Страсбур. Немате срам, но ќе се срамат останатите. Многу ми е тешко да кажам што мислам за судскиот совет, меѓутоа и на Венецијанската комисија се зборуваше за тоа. Дека во судскиот совет треба да седат луѓе кои врз основа на знаењето и искуството имаат интегритет и дигнитет да ги оценуваат другите. Како може да оценува судија некој кој никогаш во животот не облекол тога? Вие приправници имате тамо. Тоа е невидено.
Судскиот совет се третира за една од најслабите карики во судскиот систем, а може да биде главниот мотор на независноста на судството. Но ако сте влегле заради лојалност кон партијата и политиката, вие нема да станете стручни и компетентни. Затоа очекував од вас овде еден час да зборувате за ликот и активноста на господја Кацарска. Извинете, тоа овде го нема. Ниту морално, ниту етички, ниту професионално. На господјата Кацарска не е местото во Уставниот суд. Таа требаше да биде разрешена многу пати.